Здраво, драги пријатели, добродојдовте во денешната епизода и денешното издание. Моето име е Јосиф Дамијанов и денеска ќе зборувам на една многу занимлива тема, затоа што предпоставувам ќе помогне на многу луѓе да решат па на некој начин своји митови во глава поврзани со начинот на исхрана. Темите и работите за кои што денеска ќе зборувам се исхрана според крвната група и можеби генетиката како фактор за тоа дали можеби вие ќе бидете предодредени да имате некаква болест, можеби да имате вишок на килажа и така натаму. И прва работа, бидејќи сакам тука кратко да се задржам кај крвната група, можеби некој од вас до сега слушнале дека постои исхрана според крвната група за нулта, за А, за Б и за така натаму. Но одма ќе ви кажам дека за тоа дури има и книги и она што е вистина е дека тоа прави на еден начин логика и можеби познавате некои луѓе кои што ги користеле тие начини на исхрана, но од друга страна научно никогаш не било докажано дека е тоа така и од трета страна веќе постојат научни докази дека крвната група и исхраната немаат ама баш никаква врска. И искрено не би сакал повеќе да должам и да полемизирам по оваа тема затоа што на крај на денот, ако на некого од вас му одговара таков начин на исхрана и гледа резултати и се осеќа супер, има супер здравје, нека продолжи да го прави. Тоа сум го кажал и у многу други наврати и епизоди кога сум зборувал, можеби за некакви диети, за одредени типови начини на исхрана кои што излегуваат во ова модерно време, но како и да е, јас за тоа не сметам дека постои научен доказ и за тоа не сметам дека природата не создала на таков начин ние да се храниме според крвната група. Друга работа за која што денеска повторно сакам да зборам е генетиката и гените, затоа што многу луѓе се вадат на генетиката како изговор и тоа им е одлично оправдување зошто можеби имаат вишок на килажа, зошто можеби имаат некаква болест и многу од луѓето сум слушнал дека наследно ние сите имаме вишок на килажа и сакам да ви кажам, гените и генетиката е мислам едно огромно поле и стварно има многу што таму да се чита и да се изучува и не ни верувам дека се од генетиката и од гените е изучено, но она што знаме дека постојат отприлика 20.000 гени и сите тие гени се активираат или деактивираат според најразличните хемиски процеси, сигнали и електросигнали кои што телото ги прима, ги добива, ги враќа, ги праќа и слично. Сега, дел од тие сигнали и дел од тие тригери, односно уклучувачи или исклучувачи на одредени гени е исхраната. И ја мислам дека во најголем дел е исхраната. И тоа значи за дел од вас дека доколку можеби сметате дека вашата генетика е предодредена да ви направи одреден проблем од типот килажа или здравствен проблем, јас ќе ви кажам одма дека има логика затоа што нормално дел од генетиката ни предизвикува да можеби се соочуваме со некакви појави, но дефинитивно не значи дека секој од нас можеби ќе се соочи со проблем кој што го имал нашиот родител, затоа што исхраната може да придонесе да се исклучат некои гени. Во превод тоа значи дека доколку јас не внимавам на начинот на кој што живеам, најверојатно ќе наследам проблем како и моите родители, но доколку внимавам на исхраната и внимавам на својот начин на живот и како го третирам телото и какви сигнали му праќам, тоа значи дека не мора да се јави проблемот кој што можеби го имале моите родители. Од друга страна, кога сме кај генетиката и дебелината, нашето тело, затоа што нашите предци едноставно многу страдале за храна, многу требале да се борат, да пешачат, да убиваат животни и така натаму, да собираат травки, билки и многу други растенија за да се прехранат. Практично нашето тело создал ген кој што промовира создавање на масти, бидејќи мастите во нашето тело се еден тип заштита и резерва за тоа телото да биде сигурно дека има нешто на страна за да преживее. Сега, каде е клучниот проблем во ова денешно општество и во начинот на живот кој што го имаме? Премногу луѓе немаат никаков ред во исхраната, премногу луѓе јадат многу калорична, висококалорична храна која што изобилува со нула нутритивна вредност. Се случува да телото од една страна добива сигнал дека страда, бидејќи не добива нутритивна вредност, се уклучува генот за складирање на масти, бидејќи телото е уплашено затоа што нема да преживее, а од друга страна внесуваме премногу калории кои што по дефолт создаваат масти во нашето тело.
Имате два клучни фактори за создавање на масти и затоа денеска дебелината веќе се јавува и како епидемија и затоа дебелината е еден огромен проблем со кој што се соочуваме ние луѓето и затоа на жалост денеска да си 5 до 10 кила вишок во телото со масти и не е таков проблем. И многу луѓе можеби и ќе те завидуваат и многу луѓе ќе ти речат па ти си супер, па тоа не е ништо, имаш само 5 до 10, затоа што веќе стандардите се покачени и тоа е навистина поразително, но еве ви кажувам, генетиката игра улога во тоа можеби како ќе изгледаме и колку време можеби ќе ни биде потребно за да дојдеме до одреден изглед, нормално влијае на тоа како можеби ќе бидат нашите здравствени ситуации, но дефинитивно она што игра најголем удел е начинот на живот и тоа е уделот кај што можеме да влијаеме. Јас гените не можам да си ги променам, но што ќе јадам после, колку ќе вежбам, колку вода ќе пијам, е дефинитивно нешто на што можам да повлијам. Така да За оваа тема има уште многу што да се зборува, но во интерес на времето морам да завршам денеска тука. Целта ми беше само да поттикнам малку поинаков начин на размислување, да некого од вас го освестам. Ве поздравувам тука, ви посакувам здрави животни навики и ви посакувам убав ден. Чао, чао.